сега одиме со разговор овде во студиото. Веќе се гостите наши пристигнати и се на своите места заедно со нашата Искра. Ке зборувате, Искра, за мирен марш за светскиот ден на лицата со мултиплекс склероза. Тоа е поводот за нашиот денешен разговор за утре. Јас ќе те оставам да го водиш разговорот и секако да ги представиш нашите гости. Повелете. Ти благодарам, нашите многу драги гости ова утро. Добро утро до Христина, добро утро до Гоце. Официјално Христина Проскоска, Гоце Миновски, двајцата од Мобилност. Гоце е председател на Мобилност Скопје, а Христина е председател на огранокот за мултиплекс склероза, така? Така, точно. Добро ви утро. Добро утро и на вас. Добро утро и на вас. Благодариме на поканата. Многу ви благодарам што дојдовте. Исто ни е драго и мило што и се чувствуваме многу добро во вашата ТВ куќа. Мило ми е, Гоце, ти благодарам. Рековме, главниот повод е маршот кој што ќе се одржи утре, веќе традиционален, така по 10-ти пат, но мислам дека да се вратиме ние на самиот почеток. Иако честопати гостувате, веќе ве знаат и граѓаните, меѓутоа мислам дека никогаш не е доволно да се говори на темата на проблемите со кои што се соочувате вие и вашите членови. Ке започнем од председател. Тука нема бонтон. Председател си е председател, така? Хиерархија. Прости ми, Христина, да. Така си. Ајде, Гоце, како за почеток, што е Мобилност Скопје? Мобилност Скопје е Сдружение на телесни инвалиди. Мобилност Скопје веќе постои 38 години, нормално во склоп на Сојузот на ниво на Македонија, тоа е Мобилност Македонија. 38 години, машала, да. Така. Браво, честитки. Ние како здружение, како најголемо здружение во Република Македонија, имаме 2700 членови, што се на бројка толку. Кај нас во нашето здружение имаат повеќе состојби или повеќе ограноци, ние како што ги нарекуваме, тоа се на пример со повеќе дијагнози лица зафатени. Носите се со телесен инвалидитет, така? Да. Значи имаме членови што се со параплегија, мултиплекс склероза, дистрофија, церебрална парализа, ампутација, детска парализа, останати ги така ние ги нагласуваме коскено-мускулно заболување. Целта на нашето здружение како Мобилност Скопје секогаш се трудиме да бидеме поактивни и повидливи во јавноста. Мобилност Скопје како здружение е сервис у смисол сервис за да се собираме како здружение, тоа е невладина, непрофитабилна организација, кои успеваме, дали преку медиуми, дали преку некои наши активности што ги правиме како здружението, за да ги сплотуваме тие лица да не бидат затворени во самите маргини или во самите четири зида во домашните услови кај што живеат. Имаме активности како што напоменав, значи спортски активности правиме повеќето, имаме креативни работилници, настани правиме, музички концерти правиме, што имаме, например, кај нас доста интелигентни лица што знаат и да пеат, се занимаваат, спортуваат, без разлика, значи тој инвалидитет некогаш настанал или од, не дај Боже, од некаква си повреда со враќајка или болест и така натака, и нормално дека тоа лице било нормално во претходниот живот. Така да сега исто се однесуваме ние дека сме нормални, само што го имаме тој телесен инвалидитет. Оно што ме интересира, спомена 7 различни дијагнози, така? Дали и покрај различните дијагнози проблемите со кои што се сочуваат се заеднички? Па да, видете, у смисол проблемите се заеднички нормално, пошто тие лица што ги напоменав, тие 7 дијагнози, нормално како прво треба да имаат пристапност за да излезат некаде. Почетокот е од самиот старт. Без разлика, например, сега, да не бидам погрешно сватен, ние сакаме 35 години скоро, како што сме самостална држава, како Република Македонија,
стално си го поставувам тоа прашање и го поставувам на претходните, јас сум се стекнал со инвалидитет 2007 година. Претходно немало телесни инвалиди што не е направено. Значи не може ние сега да укривуваме зашто е ова така. Значи не е проблемот од сега, проблемот е системски многу одамна, тоа не е решено. Сега ние како здружение последниве неколку години не пробуваме, него излегуваме јавно тоа да го прикажеме колку толку, например, во нашиот град Скопје, се да не зборам на ниво на Македонија, во нашиот град Скопје има средени работи, што има и пристап, ама не е доволно тоа. Значи не е доволно, бидејќи еве, например, сакаме некаде да отидеме во некои институции кај што или било театар, кино и така натака. Ајде имаме здравствени установи, да. Треба уште многу работи да се направат за да може слободно да функционираме. Тоа е тоа проблема што ме прашавате кај сите тие диагнози. Тоа е заедничкиот. Да, најпотребна е пристапноста. Не е само пристапноста во ред. Некаде е направена некоја импровизирана рампа, а не може да функционира. Бидејќи ние сме излегувале на терен и сме гледале по објектите порано што се правени или стамбени згради, направени се рампи, ги викаме ние така, рампи пристапни, ама не се пристапни. Значи, си има колку треба да биде рампата и како треба да биде направена. Не е само... Првото нешто што ме праша Христина кога ве поканив да дојдете овде беше како беше Алфа? Да, добро, пристапна. Каква е нашата рампа? Дали е функционална? Искрено да кажам. Аголот не е. Мислам рампа има, аголот е многу стрмен. Аголот е многу стрмен, така да за било кое лице со количка да сака сам да функционира, не може тоа да го направи. Па и би држачи да има страна. Ќе мора да има... Ќе поработиме на тоа, следното ваше гостување ќе биде веќе ќе мора да има некој за да му помогне. Да. Христина, малку за твојот огранок. Мултиплекс склероза. Да, значи јас сум веќе, како да речам, втор мандат во здружение, бидејќи ние функционираме како едно мини собрание. Имаме управен, имаме собрание, имаме председатели по граноци. Се по пропис. Ми беше, мене малце тоа чудно, јас кога дојдов, бидејќи доаѓам јас од приватен сектор, си имав своја приватна фирма, и кога настане инвалидитетот кај мене и диагнозата, требаше си завртам нов лист и да си дојдам во едно ново каче, во еден нов свет. И го запознавав, во почетокот ми беше све ново, све чудно. Меѓутоа човек кога сака да биде адаптибилен и да се навикне на новото јас, мора да ги прифати сите тие работи. Како? Ете, едноставно сакав да бидам јас тој протагонист што ќе пробам нешто да променам во нашиот, и во здружението, и во мојот огранок. Колку успевам, не знам, другите ќе кажат, давам све од себе колку што можам. Велам, ете, втор мандат, рачунајќи дека 4 години трае еден мандат. Во мојот мандат и претходно, како член на Мултиплекс, веќе 10-та година, успеваме да го направиме тој мирен марш за подигнување на јавната свест, за појавување во јавноста, за побудување на тие наши сензибилитетни работи кои што ни се необходни, за кои што чезнееме и тежнееме да ги промениме во ова наше општество и да бидеме, да се приближиме кон оние поразвиените земји, каде што луѓето со нашата диагноза... Кои земји ви се како пример? Врв, да речеме. Да не споменувам, значи, за некои скандинавските земји, еве од Европа да ги споменам, да не одам подалеку. Меѓутоа, еве за Балканот да зборуваме како нешто што ни е повисоко ниво, некој скалило, ама поблиско. Подостижно, да речем. Хрватска, Словенија, ете тие може да не речам и Србија, дека се неколку чекори понапред од нас во однос на конвенционалните лекови, во однос на некои истражувања што ги прават. Ајде, можам да кажам дека сме блиску со нив, ама, например, Хрватска се издвојува веќе, дали бидејќи се веќе влезени во Европска Унија, дали самиот нивни менталитет, дали здруженијата и лицата што се заболени со оваа диагноза во
од нивната држава го прават сето тоа, не би знаела да го одговорам, тоа си е нивна политика. Меѓутоа, кога зборувам во однос на лековите, они имаат многу пософистицирани лекови, иако ние цело време велиме дека неврологија кај нас ги има сите адекватни лекови што на нас не се потребни, зборувам од конвенционалната медицина. Меѓутоа има доста лекови кои што се симптоматски во нашата болест, што ние воопшто ги немаме на позитивна. Нешто ги немаме ни приватно да ги купиме. Сега да почнам да ги набројувам на телевизија, не знам колку е тоа во ред. Меѓутоа, еве ќе напоменам 2-3 лека кои што се, да речеме, баклофен или миорел, тие се за нашите грчеви или спазми, кои што сите, не само мултиплекс, еве и сродни што сме, луѓе со параплегија, луѓе што имаат дистрофија или некои слични така автоимуни заболувања, 80% од лицата што се со овие заболувања се атакувани или патат од проблеми со спазми. Спазмите и самите невролози тие лекови ни ги препорачуваат, ние немаме да ги купиме во нашите аптеки. А да не говорам да се на позитивна листа. Форсираме, апелираме, иницираме до Фондот за здравствено осигурување на Македонија да бидат тие набавени, меѓутоа очигледно нешто тука затајува во каналите на нашето здравство. Тоа е еден од лековите, потоа има проблеми 60% од нашите со мултиплекс, со лоша инконтиненција, значи ни се потребни лекови како дитропен или не знам како беше другиот лек, сега во моментот го заборавив, кој што исто така ги набавуваме од околните наши соседни земји, и да не ги набројувам што има нешто и за очните нерви и така натаму. Значи тие се директни проблеми што ги имаме ние со нашата диагноза, а тие лекови ги немаме. А тие ни се симптоми секојдневни. Значи, ете, во однос на тоа, еве, разбрав вчера од нашите лица што се со ЕМС, дека ЕМС, го говорам, мултиплекс скратено, дека ги има во Хрватска, дека ги има во Словенија, дури некој дел од нив со друго може генеричко ги има и во соседна Србија, а кај нас ги нема. И тие ги апелираме неколку години поред. Не знам зошто е тоа така, да не говорам и за другите диагнози што ги напомена Гоце, што ни се во дело тие 7. Ама ајде да не бидеме сега дека цело време тукаме. Еднаш напоменав, велат како живее лице со телесен инвалидитет кај нас во Македонија во однос на скандинавските, Финска, Шведска, рече дека кога би го преселиле овде би се изгубил, така? Тој кога би го преселиле, сега да го земете од таму и да го импутирате тука во нашево здравство, нашата социјала или држава, тој не би се снашал. Затоа што тој е научен, тој да заборави да оди на лекар, него ќе го подсетат. Или ќе му зазвонат, или комбето ќе дојде, ќе си го земе, ќе си го однесе. И освен тоа има предност во однос на сите. Да, сега ние, кога би отишле таму, за нас тоа би било одличен систем. Дали тоа значи дека лице со хендикеп во Македонија не може самостојно да живее? Скроз самостојно, кога би немало помош, еве, да речеме, се наоѓа во инвалидска количка, многу тешко. Значи, почнувајќи од домот. Еве, јас живеам во населба Мичурин, живеам на приземји, имам само 5 скали да ги премостам, и тие 5 за лице со попреченост е веќе проблем. Една фуга може да биде проблем некогаш за лице што не може добро да се движи. Значи, прво, како ќе се облечиш? Второ, како ќе се нахраниш? Сега не зборувам, има лица што се и во многу потешка состојба и кои тоа им е проблем. Имаат тремор во раце, имаат лош сензибилитет, имаат когнитивни проблеми и така натака. Значи, тоа лице не може само да функционира. Му треба асистент. Да зборуваме за асистенцијата, Гоце? Не е проблем, например. Дека и таа не е регулиран, баш вчера имавме некоја ИПК комисија, тоа го говоревме, дека и таа веќе не функционира. Не се
Ајде, смисол, да не критикуваме толку не многу. Не критикуваме, него у смисол асистентот не може да изврши таа целосна услуга. Например, кај нас се случува што имаме лица што се квадриплегичари, што воопште не ни стануваат од кревет. Значи, кај тие лица не треба асистенти, него треба негователи. А кај нас негователи не постојат, претпоставам дека тоа е, а немаме таква институција за тие лица да се згрижат, а домашните не може да им го приушта тоа, бидејќи тоа се многу потешки пациенти. Така да проблемот е, мислам, проблемот. По другиве земји, што напомена Христина, ние сме одели по другиве здруженија. Сега зборуваме, напомена Хрватска, еден пример да земе. Во Хрватска се веќе воведени и негователи. Значи, покрај асистентите, асистентот може да изврши работа во смисол нешто да помогне на лицата што се со попреченост, да помогне да излезе, да го изнесе надвор, да му купи нешто до аптека. Значи, врските тие на асистентите. А за потешките лица што се... И нив, сега кажеш да кажеш во Хрватска, например, државата ги покрива, така? Да, значи они имаат направено, предпоставувам, обука на тие лица и веќе се влезени под капата на државата и се зимаат нормална плата, работат за тие. Значи, обучени се стрикно за такви лица. Значи, не треба да измислуваме топла вода, треба само да видиме како Ја тоа на други стално места го говорам. Ако функционира. не знаеме како да иновација, тогаш земете го примерот од некој. Ние сме у добра корелација и блискост, например, со Министерство исто за труд и социјала и демографија, значи со Министерството за здравство. Значи, овие наши проблеми ги знаат луѓето, нормално, се запознаени со тоа. И, као што кажав на почетокот, не може преку ноќ све да се смени. Не може, но дали се поместуваат нештата? Видете, да, има поместување, ја и на самиот старт реков. Сега за еве, сега како да напоменам, за прв пат и пред тоа постоело координативно тело во владата, ама за прв пат граѓанска организација како мобилно Скопје, ние веќе сме влезени во тоа координативно тело. Убаво да се слушне вашиот глас. За имплементација на конвенцијата во владата на Република Македонија. Не повикуваат нас на седници, одиме, присуствуваме, слушаат наши идеи, наши предлози, нашите барања ги слушаат и предпоставувам дека него мора конвенцијата да се испочитува. Конвенцијата е еден вид рамка. Значи, еден вид рамка која што се почитува. Кога веќе се прави таква рамка и е изгласана во 2011 и во Обединетите нации и во нашата држава, значи мора да се испочитува конвенцијата све што е побарано. Предпоставувам, не предпоставувам дека веќе работиме на тоа и имаат слух, значи слухот е пренесен, имаат слух, треба да се испочитува конвенцијата. Имаме ветувања, бидејќи тоа се... Па да ги држиме за збор. Да. Ние сме тука, за ако не го остварат ветувањето, да дојдете да си кажете. Слепо веруваме, сакаме да веруваме и дека после толку наши напори, дека некој ќе се одважи, ќе се охрабри. Не мора сите, ние имаме мал милион барања, кои што се реални, не се нереални барања. Реални во смисол конвенцијата што вели секој човек во човековото семејство во светот треба да ги ужива истите неуврски, истите права, привилегии, да го диши овој воздух, да живее со сите услови како што секој и што не е валидизирано лица и задоволство. Значи автоматски ние ги имаме тие можности, само што треба да се сменат начините за да можеме да бидеме сите исти. Затоа реков на почеток системски треба, значи комплетна промена и нормално дека и нашите должности треба ние да ги исполнуваме. Доколку државата пружи можност за лице да се вработи, треба тоа да го испочитува доколку е способно да извршува работа, не во смисол физичка,
у смислу некоја административна да работа. биде адаптирана Значи на неговата можност. да не чекаме од државата све да чекаме или да надоместоци или Да не така бидете натака. на милост, така, туку да си... Пошто кај нас, на пример, како што реков, ние немаме проблем, имаме проблем со моториката. Значи, психички проблем, фала му на Бога, немаме сега. Телесните инвалиди се Да, по тоа. се зборувам Но стрикно има за... безброј работни места кои што сепак Кој што Така. може, апсолутно. безпрекорно да Затоа И нема како некои административци да бегате на секој 5 минути на улица Македонија да Така, пиете да. кафе, така ќе се Верувате- седите на работното верувате место. дека и еден претпоставувам телесен дека инвалид може да го направи. нема да седиме дома и да земеме плати, дека ќе се одиме на работа. Така. Ајде сега за главниот повод. Така. Што ќе се случува утре? Така, значи вака. Утре, 30 мај, тој е светскиот ден на мултиплекс склероза, не се чествува, се одбележува во целиот свет, сите оние организации што се влезени во таа асоциација, ние, како Мобилно Скопје и Македонија, влезени сме веќе 10-та година, тоа го напоменавме, и сме пристапени или прилагодени на нивната кампања, нивните одредби, бидејќи заеднички се слоганите, заедни се дефинициите. Секоја година он се цели кон нешто што е специфично за таа година. Значи, оваа година се дава значение на мојата диагноза. Што значи тоа мојата МС диагноза? Значи, секој да се каже по некоја своја лична сторија, бидејќи мултиплексот е болест комплексна со 1000 лица, како што ја велат. Секој еден пациент е приказна за себе, може би дел од симптомите се слични, меѓутоа секој различно се манифестира и различно се однесува кон текот на болеста во годините. И затоа е убаво да направиме една кампања каде што секој ќе излези свесно и храбро ќе говори за својата ситуација, како настанала, во која состојба се, како живее он со таа болест, и преку такви своји лични искажувања да се направи една групна сторија или книга, како да ја наречеме, каде што луѓето ќе може да слушнат, да читаат, да се охрабрат, да се конектираат и да разменат искуства. Тоа е една голема психолошка поента каде што може многу лесно да влезе во сечи дом каде што луѓето имаат мултиплекс. Затоа што мултиплексот не е само болест на лицето и на семејството. Кога во едно семејство ќе се здобие со лице што е дали мајка, дали татко, дали не дај Боже син или родител или семејство го живее тоа. Цело семејство го живее тоа затоа што луѓето кои што имаат инвалид во своето семејство дел, може би некој родител ќе остане и без работа. Затоа што детенцето не мора да е со мултиплекс, може да е со некое друго телесно оштетување, и тоа широк. Не знаеме више од каде да почнеме во овие 20 на минутки, меѓутоа да се задржиме на маршот. Она што ми треба да основните информации, кога започнува, каде ќе биде? Започнува во 10 часот се собираме пред Порта Македонија. Добро. Тука сите членови и од Скопје и од Македонија, повикани се многу лица од јавниот живот, повикани се лица, значи имаме дадено покана и до председателот Христијан Мицковски и до нашата председателка Гордана, и до многу министерства кои што се тесно поврзани со нас, здравство, социјала, образование, фондот за здравство, потоа до многу градоначалници исто така, до клиниката за неврологија, доктори и сите добронамерни пријатели, наши соработници, случајни минувачи. Да, и она што знам дека И поканата исто за вас. Да, благодарам. Она што знам дека ви е многу значено е масовност. Така што веќе ги замолиме граѓаните не само што да не се нервират и да свират ако не можат навреме да стигнат негде со автомобилите, туку напротив да ви се придружат. Верувајте, од искуство кога чекориме со колишки, со штаки, дури не поздравуваат, ни аплаудираат. Секоја чест мислам. Значи сме се цивилизирале малку, сме напреднали, скултивирале. Тоа сакав да кажеме, пошто немаме
време многу. Значи, кај граѓаните е нормално дека свеста е подигната. Одлично. Не е така, еве, например, кај да не среднат ви требали помош или у тој смисол нешто. Голема благодарност и кој може утре слободно може да присуствува на тој настан. И затоа и го правиме за да бидеме видливи. Да бидеме Не како порано, кој што напоменав на почетокот, 35 години ние сме сама држава, а претходно сме биле затворени. Христина Гоце, многу ви благодарам на ова ваше гостување. Знаете дека вратите ни се отворени секогаш за вас. Ќе работиме на рампата, ќе поработиме секако. И ви посакувам... Беше позитивна критиката. Да, апсолутно. Јас си прашав. Ако не сакаш да го слушаш одговорот, не прашувај, така? Одлично што имате. Стек дека ја видов дека имате. За човечкиот ресурс ваш да не зборувам тука сте вие феноменални тоа да не зборувам. Многу ви благодарам и ви посакувам голема масовност утре. Благодариме на поканата и добродојдени сте утре, ве очекуваме и вас како ТВ куќа и вие како Искра слободно. Благодарам.